Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово запреле патничко возило Голф со тетовски таблици, управувано 23 годишен тетовец, а сопатник му бил 20 годишен жител исто така од Тетово. Во багажникот на возилото пронајдени се 5 мини лаптопи и еден радиокасетофон, за кој постои сомнение дека потекнуваат од извршена кражба најверојатно во училиште. Возилото е запрено денеска околу 4 часот на улица Маршал Тито, во непосредна близина на Зелениот пазар во Тетово. Двајцата се приведени и задржани во полициската станица Тетово, а возилото и пронајдените предмети со потврда се одземени. Се работи на расветлување на сите поединости околу случајот, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Денеска во 3 часот и 30 минути во полициската станица Тетово пријавени се 2 провални кражби во аптека и трговски дуќан во Тетово. Половина час подоцна на улица Ленин бил забележан 23 годишен тетовец, кој веднаш почнал да бега, но полициските службеници на СВР Тетово успеале брзо да го стигнат и да го приведат, а подоцна е приведен и 24 годишник, кој исто така учествувал во двете провални кражби. Кај приведените пронајдени се известна количина таблети, ваучери, мобилен телефон, цигари и друго, за кои постои сомнение дека потекнуваат од овие кражби. Двајцата се задржани и се работи на расчистување на кражбите. Вчера околу 15 часот со судска наредба лишен од слобода е 49 годишен тетовец, кој бил осуден за 1,5 година затвор за измама и лажно представување. Тој е предаден на издржување на казната во казнено-поправна установа Идризово во Скопје. Вчера и денеска околу 3 часот со судски наредби лишени од слобода се и 28 годишникот Шемшово и 34 годишен жител од Тетово, осудени на 1 година затвор за неовластено производство и пуштање во промет на наркотичка дрога, психотропни супстанции и прекурсори. И двајцата се предадени на издржување на казната во казнено-поправните установи Идризово и Тетово. Вчера вечер околу 23 часот и 30 минути во угостителскиот објект Приштина во гостиварското село Здуње пронајдени и лишени од слобода се 3 странски државјанки, од кои една од Република Албанија и 2 од Косово, на возраст од 32 и 41 година. Трите државјанки нелегално работеле во објектот и непријавено престојувале на подрачјето повеќе од 48 часа. Предадени се за натамошна постапка во одсекот за прекуграничен криминал, миграции, странци и реадмисија, пошто ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера попладне околу 17 часот на улица Мајор Чеде Филиповски во Гостивар непознато патничко возило удрило во 51 годишен пешак од Жировница. Од удирањето пешакот задобил телесни повреди, пренесен е во Гостиварската болница, а потоа е пуштен на домашно лекување. Полицијата извршила увид и работи на утврдување на причините за несреќата.